Најпрвин би сакала да ја презентирам, односно да ја промовирам иницијативата Гласај, што Цивил ја поведе на социјалните мрежи за да им даде поттик на граѓанките и граѓаните да го искористат своето право на глас и да излезат на гласање на 15 јули. Точно е дека изборите не затекнаа во време на пандемија, кога заштитата на јавното здравје на сите ни е приоритет, па затоа Цивил повикува на гласање со максимално почитување на и придржување кон мерките за заштита од коронавирусот на денот на гласањето. Кон нашата иницијатива се приклучија јавни личности, граѓански активисти, актери, музичари, новинари, кои што ја препознаа важноста на правото на глас и зошто е потребна излезноста на 15 јули и воедно ја поддржа иницијативата на Цивил. Така да во оваа иницијатива ни се приклучија Перо Арсовски, актер и голем поборник за демократските и европски вредности, Дорина Едини, граѓанска активистка и популарна ТВ водителка, Ирена Стериовска, режисерка и активистка, музичарот Мирко Попов, познат и како PMG колектив, Анита Латифи, новинарка и активистка, Зоран Кардула, дизајнер и активист, Бубо Каров, мултимедијален уметник, како и професорката Катерина Колозова, универзитетска професорка и граѓанска активистка. На наше огромно задоволство се приклучи нашиот колега и другар Дехран Муратов, исто така, освен што е новинар и е граѓански активист и борец за човекови права и слободи. Тие преку видео обраќања, Facebook статуси, преку Facebook рамката Гласа или во то, преку илустрации, на што најмногу ни придонесе Зоран Кардула, како и на други креативни начини, ги повикаа граѓанките и граѓаните на излезност. Преку оваа иницијатива, граѓанките и граѓаните може да дадат односно да се информираат за неа и за своите права и за најважните аспекти од избирачкиот процес преку новата веб страница vote.civil.org.mk, каде што ќе ги добијат сите информации што им се потребни за денот на гласање. Исто така, Гласај Вото е името на Facebook настанот на страницата на Цивил, на која граѓанките и граѓаните може да ја искажат својата поддршка за оваа граѓанска иницијатива. Во делот за говорот на омраза, значи во пресрет на изборите, Цивил посвети и посветува се уште огромно внимание на зачестениот говор на омраза, дезинформација и ширењето на лажни вести на социјалните мрежи и интернет порталите. Мониторинг тимот на Цивил секојдневно детектира и архивира содржини со говор на омраза и дел од нив секојдневно се објавуваат и на медиумската платформа на Цивил. Затоа започнавме и кампања против говорот на омраза, дезинформација и ширење на лажни вести, подкрепена со спотови, огласи на телевизии, на радио, вестници и Facebook, и се надеваме дека ќе го прошириме апелот и потекот на луѓето да најдат поинаков начин на изразување и на комуницирање меѓу себе во изборниот процес, отколку тоа да го направат со навреди, клевети, со користејќи говор на омраза, служејќи се со лажни вести и дезинформации. Би сакала да упатиме една порака што секогаш ја упатуваме и која што е навистина многу битна од Цивил, а тоа е сите учесници во изборниот процес, почнувајќи од политичките партии, па надлежните органи за спроведување на изборниот процес, вклучувајќи ги не и сите нас како поединци, како граѓанки и граѓани, се додека го почитуваме изборниот закон, додека го почитуваме уставот и законите на нашата земја, на Република Северна Македонија, и додека во оваа ситуација на пандемија се придржуваме цврсто до мерките и препораките и протоколите кои веќе се објавени од Државната изборна комисија, меѓутоа во целиот период ги имавме, а тоа се многу едноставни пораки за заштита, носење маска, дезинфекција на раце и држење на дистанца од 2 метра, мислам дека ќе дадеме заеднички придонес кон спроведување на демократски изборен процес. Уште нешто ако сакате повелете, ама мислам дека тоа е битна порака да им се упати на сите оние кои што се инволвирани во самиот изборен процес.